Почитувани председатели, Ваша Екселенциjo, почитувани пратеници, членови на комисиите, почитувани граѓани, ако ова се пренесува на YouTube, како што обично се пренесува, и должни сме, ако ништо друго, барем за YouTube, кога не е салата полна, да кажеме нешто што мислиме дека е битно. Само сакам да кажам дека бизнис заедницата генерално ги поддржува сите напори кои ги прави државата за влез во Европската унија. Јас само ова не го гледам како патоказ. Мене ова по должината на листата ми личи на сигнал за детур, за заобиколување на патот. Зашто? Затоа што листата на работи кои треба да ги исполниме некако не упатува на тоа дека многу брзо ќе стигнеме на целта. Ако сме подготвени да ги исполниме обврските кои ги превземаме со оваа листа на обврски кои се напишани како патоказ, ја да ви кажам, ние сме супер. Искрен да бидам, таква држава секој ќе сака. Она што се случува дека ние ова сме го виделе илјадници пати порано во многу политички гарнитури и во процесот на имплементација се случува токму спортивното. Јас сум бев присутен и тогаш кога се запослува илјадници луѓе во македонски шуми, не со интенција да се подобрат нашите шуми, ама сум сведок дека денеска се запослуваат илјадници луѓе во електростопанство, а се гасат блоковите во Битола. Значи, исто. Бизнис заедницата прашува дали е можно да идеме по патоказ и по пат према некаде, а да вие немате наполнето возилото со гориво. Кој ќе го финансира ова? Па сведоци сме дека 20 на години ниту една политичка гарнитура не се посветила на тоа каков бизнис окружување ќе има и како да им помогне на компаниите. Да ве подсетам, беше корона кризата. Административците ги добија 100% нивните плати за седење дома и неработење. Компаниите беа упатени од своји средства да ги платат вработените. И сите ги намалија платите. И прашувам сега, дали сме навистина подготвени да ја намалиме администрацијата? Дали сме подготвени да 1/3 од нашето работоспособно население го упатиме на пазарот на работна сила, таму каде што имаме недостиг на работна сила, и да го симнеме од листата за гарантирана плата без работа? Па ние се доведуваме во ситуација да во иднина бараме ние како стопанство зголемување на квотите за увоз на работна сила, а имаме административен апарат кој е едуциран, школуван и кој, јас не идам на избори, преплатен. Они ќе ви кажат на штрајкови дека се подплатени, дека ништо не им е доволно. Нека излезат на пазарот на работна сила и нека пробаат. Зашто немате невработени информатичари? Затоа што информатичкиот сектор ги плаќа подобро него администрацијата, па не може да запослите еден информатичар во јавна администрација. Значи треба да го поддржите индустријата за да го повлече овој сегмент. И мислам дека на сите треба да не биде јасно дека, знаете што, да не звучи ова антиевропски. Никој не е против Европа, никој не е против место на кое подобро се живее. Ова треба да звучи како сигнал дека треба да се прашаме дали сме навистина подготвени да ги направиме сериозните промени. Дајте бре луѓе, има прости решенија. Дајте да се договориме дека администрацијата не се вработува на неодредено време. Дајте да им дадеме таргет дека имаат мандат и после 4 години нивното работно место ќе биде подложено на реизбор. Па дали ги исполниле обврските како се професионалци на тоа работно место? Јас цело време си го поставам прашањето. Зашто државата се поднесува поинаку од бизнис заедницата или од приватниот сектор? Ја ќе ви кажам. Па затоа што приватниот сектор троши своји пари, а и ние како држава трошиме некои туѓи пари. Сите наши заеднички, ама пошто на тие немаме како сика некаква посебна контрола, лесно се трошат. Зашто во компанија не вработувате 4 секретарки или 18 шофери? Зашто во фирма се борите за секој еден што произведува или прави? Суштината на проблемот е дека задачите кои се пред нас, знаете што, во принцип се однесуваат на промената на одлуките каде треба да бидеме. И знаете што, доаѓам од бизнис заедницата и сите викат имате пари. Да, во принцип имаат некои луѓе пари. И знаете што, кога не ви функционира образовниот систем, ако си имате пари,
ќе си платите приватно школа. Еве државата има можност да си го платите од градинка до факултет низ приватниот едукацијски систем. Ако имате пари, ќе го пратите во странство да се школува. Ако имате лошо здравство, како што имаме, секогаш ви е алтернативата приватното здравство. Ако имате пари, ќе си го платите и здравството. Па тие што имат и малце повеќе пари, ќе го платат некаде во странство. Знаете што има проблем? Нема приватно судство. Нема приватна сигурност. Тоа се функциите на државата кои мора да ги обезбедиме. А ние сите сме се сложиле, а тоа и странците го гледаат, дека во делот на правдата во државата не се дели правда, се дели неправда. И сите го знаеме тоа, ама не го знаеме од сега, не требаше странците да ни го кажат, ние тоа го говориме и на оваа говорница повеќе од не знам 5, 6, 7 години колку сум јас овдека со вас. Значи, она што сакам да ви го кажам е следното. Доаѓаат избори. Дајте бе луѓе да фатиме, да правиме сериозна промена во менталната матрица. Ова вака веќе не оди. Нема механизам кој функционира како перпетум мобиле. Ќе земеме пари, ќе ги дајме на администрацијата, она ќе потроши во продавниците, ќе го земеме данокот, пак ќе го дајме на администрацијата. Тоа е перпетум мобиле, тоа не функционира. Некој мора тоа да го створи. Ако немате држава во која функционира економија, ако имате економија која е нефункционална, а никој посебно не говори за тоа. Еве ја да ви кажам, до сега говоревме 4 години за тоа како ќе идеме во Европска унија, дали ќе идеме, како ќе идеме, што ќе правиме се. Никој не збори за каква ни е економијата. Во принцип, како се вика, а ќе умреме без тоа. Нема држава без економија. Не знам зашто ни се чини дека тоа може да функционира без проблем. А и фино рековте, некој од вас кажа, на крај краишта, ако ние не сме функционално општество и да ги исполниме сите критериуми за права, људски права и све ние џабе. Ние таму ќе изумреме на моментот каде што ќе се појавиме на вистинското бојно поле, па ќе не згмечат. Како да ви кажам, бизнисот ќе ве згмечат конкурентите, ќе ве згмечат најблиските комши, ќе ве згмечат тие што се поефикасни. Не се само нивните системи добри за живење, во нивните системи се работи повеќе. И се бара од луѓето да работат, да гризат, да функционираат. Не сакам да бидам расипувач на забави, ние ќе го поддржиме патоказите, сакаме да иде државата во Европска унија, меѓутоа морам да кажам дека све сум повеќе скептик, дека во мојот животен век тоа ќе се случи. Дај Боже да сум грешка и дека ние ќе имаме шанса да учествуваме во некое поинакво окружување од ова. Јас кога ми рекоа прв пат дека ќе биде членка на Европска унија некаде околу 2012 година, ми беше многу далечно. Знаете како викам, тоа нема шанса, тоа нема да издржиме ние. Еве си дојде 23-та, како исто сите одлуки ги носите сами. 93-та година сум имал прилика да учествувам во влада, 92-93 година, имавме само една телевизија, шуштеше у 10 саат. Викавме шуштеше затоа што прекинуваше програмата и почнеше да шушти. Имавме радио кое шуштеше во 12 саат. Едно радио и после уште едно се појави радио. Имавме две новини дневни и имавме една или две новини. Не ни требаше Европска унија, немавме ни идеја од Европска унија, за да кажеме дека бараме слобода на говор, слобода на изразување, повеќе телевизии, повеќе радија, повеќе вестници, затоа што знаевме дека таков свет не сакаме да живееме, во кој информациите ви ги даваат до 8 и после 8 телевизијата шушти. Ви благодарам многу, не сакам да бидам расипувач, имате поддршка комплетна во напорите да идеме во Европската унија, имате наша комплетна поддршка, ама помогнете ни нас. Благодарам. Ви благодарам.